Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за една многу важна тема, а тоа е тема која што сите нас на засега сакале или не келе, бидејќи сите ние дишаме еден воздух, сите ние јадеме иста храна и сите ние сакаме исти потреби, оние природни биолошки потреби да ни бидат задоволени и да можеме да живееме, нели, во некаков барем примарен баланс, за да можеме да ги извршуваме сите оние важни функции во текот на денот. Без храна, без вода, без воздух и без нормална здрава температура не би можеле да екзистираме ниту ние, ниту животните, ниту пак растенијата, а најмалку сите оние природни елементи кои што треба да бидат во баланс на земјината топка како вода, оган, воздух и земја, за да може, нели, таа да произведува растителна храна која што ние, луѓето, ја внесуваме потоа во организмот. Ако сето тоа е дисбалансирано, тоа значи дека е закана за целиот тој екосистем и неговото уништување да придонесе размери каде што нема да можеме повеќе да ги внесуваме. Еве, пред некој ден читав дека просечната температура на земјата толку многу расте во минативе 2-3 децении, што доаѓаме до степен каде што за 10 и 15 години од сега оваа топлина која што ја чувствуваме денеска ќе биде за неколку проценти зголемена, што значи дека во овие топлотни бранови ние не би можеле ниту да излегуваме повеќе од дома. Зборуваме ако овие климатски промени, и ако не се сопреми, ако не се освестиме во деградирањето, ќе одат се во полош и полош правец и ќе дојдеме до момент каде што нема да можеме навистина да екзистираме. А ако продолжиме па на подолг рок на овој начин, збориме за едно 50-100 години, ни прети закана која што вели дека нема да можеме да имаме повеќе ниту растителна храна. Многу од животните кои што се потребни за разградување на одредени штетни организми, но и давање на одредени бактерии и преработка на почва и останати, нели, микроорганизми кои што се важни за земјата, ќе изумираат затоа што нема да може да екзистираат во таа вжештена земја, во таа уништена земја, и на тој начин се доведуваме до степен каде што многу животни и бубачки и инсекти ќе дојдат до изумирање, а тоа значи дека кога се изумира еден синџир, влече и друг синџир и ние полека одиме кон само уништување на целата планета Земја. И тоа не се промени и аспекти кои што се под влијание на нормалниот климатски процес и промени кон загадување на некоја си, не знам, микс фактор, туку тоа е последица на нашиот однос кон природата. Затоа, кога ќе чуете и кога ќе видите по медиумите и по социјалните мрежи акции каде што се придонесува за чистење на пластика, за наоѓање решенија кои што наводно ќе намалат тоа загадување, ние на тој начин ги лечиме само последиците, а не и корените. Корените се кои? Корените се човекот да се врати малку кон тоа суштинско живење, кон вистината, кон духовноста, бидејќи не сме ние само земски материјални битија. Ова што го гледаме ние во материјална форма е дело на Бог. А Бог е кој? Бог е духовна сила, никогаш материјална. Меѓутоа, тој толку го возлюби светот, што на човекот му создаде земја, му создаде се што му е неопходно во природата, која што ја гледаме. Ние ова не можеме да го видиме во градовите, меѓутоа од аспект на еден сателитски поглед ние гледаме дека ова е масовна земја која што тој успел да ја создаде, да ја изгради. Замислете, тоа е духовна енергија која што никогаш не може да биде материјална и затоа човекот, како земско битие, никогаш не може да биде само земско битие и да се стреми само кон материјалното. Меѓутоа, човештвото е дојдено тука за еволуција.
за надминување на тие физички телесни страсти и полека постепено искачување кон духовноста. За оние вистинските љубители на чистата духовност, тоа е еден долг пожртвуван пат, кој што налага одрекување од многу земски потреби, задоволства и желби, кои што најчесто се тие младежки желби, така ги вели Библијата, и одење кон се поголема конекција со Бог, а тоа значи и одврзување на сите можни синџири и мрежи од нашиот живот и душа кои што се поврзани со било кој аспект на земјата во смисла на работа, во смисла на зависност од системи, други луѓе и така натаму, и целосно живење и прилагодување на духот и душата. А со тоа, со оттргнувањето секако од злото и конектирањето со Бога, на тој начин човекот се искачува се повеќе кон таа духовна суштина на постоење. Се разбира дека ова секој човек не го може, меѓутоа генерално луѓето, колективот треба да знаат дека оној момент кога ќе сватам дека во мене постои духовен аспект и Бог кој што ме сака, кој што чека да се разбудам и кој што чека да ја спознаам вистината за животот, за да можам овој земски материјален живот кој што треба да биде едноставен и кроток само за задоволување на основните потреби, останатото да биде задоволување на тие некои земски желби, меѓутоа не страсти кои што човекот го водат кон илузии, затоа што на тој начин создава можност полека да се прилагодува на земјата, но и на духот, односно да се конектира со Бога, на тој начин и сите останати вредности во неговиот живот се прилагодуваат на тој баланс и човекот живее поедноставно. Зашто го зборувам ова? Бидејќи кога човекот ќе се врати кон Бога и кога ќе го создаде тој избалансиран начин на живење и кога ќе се отргне од злото, кое што впрочем секогаш постоело и ќе постои, ние на тој начин создаваме можност да во животот видиме среќа, видиме мир, видиме благосостојба, хармонија, слободно време, избалансирано време и обврски, дел за домашни активности, дел за дружба со нашите најмили, дел за вложување на енергија во домашно подготвена храна, дел за прошетка во природа на чист воздух, дел средба со луѓе и пријатели кои што слично живеат на нас, и на тој начин создаваме една среќна заедница. Меѓутоа, каде ние ја сгрешивме? И како овој вовед се поврзува со оваа главна тема која што ќе ја зборува, односно фокусот ќе го ставиме повеќе на ова глобално затоплување, како се издеградиравме како човештво, како ја издеградиравме целата природа и од каде произлезе сето тоа. Знаете, човекот од секогаш бил грешен и од секогаш имало огромни, во секој период од човештвото имало огромни примери на луѓе и заедници, друштва кои што биле масовно зло. И луѓето, не знаејќи тоа да го препознаат, влегле кон тоа, се приклониле, се залепиле, се станале зависни, како например луѓето кои што му служеле на Хитлер, во таа смисла зборувам, и на тој начин придонале колективот да направат огромно зло на човештвото. И кога не внимаваме на тие некои мали моменти, ние се прилагодуваме на тоа огромно зло кое што во тој период од таа, да речеме, ера, ние сме сега во 21 век, во 20 век биле двете светски војни кои што донеле преголема штета. Сега сме во ера на интернет и масовно создавање на компании и корпорации, но и овој технолошки развој, како што го вклучува тука и интернетот, односно социјалните мрежи, кои што се дел од една индустрија, значи интернет индустрија, која што носи се поголем маркетинг, фирми, ширење на тоа масовен материјализам за човекот кој што му е наклонет на тие фирми и компании, прави се поголемо ширење и сето тоа го доближува на обичните луѓе наоколу во светот.
Тоа е масовно зло во кое што ние денеска екзистираме. И на тој начин несвесно луѓето се прилагодуваат. И што сакам да кажам? Сакам да кажам дека не знаејќи човекот за постоењето на злото и од каде може сето тоа да се впротне и на овој начин, на индиректен начин доаѓа до луѓето, тие несвесно го поддржуваат и така злото се повеќе зазима масовни корени во општествата, глобално гледано во секоја држава, значи во секој народ, на секое поднебје. И на тој начин луѓето почнуваат несвесно да се прилагодуваат на злото. Сега, кога сме веќе кај тоа зло, како, од каде дојде тоа зло кое што прави огромна штета на природата, значи на ова глобално затоплување, од една страна, од друга страна како дојде преку интернетот. Веќе земаме еден мал обичен прост пример. За една фирма која што работи со градежна индустрија и која што прави згради, за да може таа да прави маркетинг. На времето ако беше тоа само преку билборд или преку телевизиска реклама, што дури во тоа време не беше волку развиена таа индустрија како сега, бидејќи сега почнаа да се прават лесни пари со лесни и ефтини материјали на лесен и ефтин маркетинг начин да се промовираат и на тој начин се повеќе луѓе да залажуваат во тој круг. И на тој начин се повеќе фирми видоа дека може лесно да се прави пари и затоа им одговара да го прават ова што го прават. И сега ние ќе видиме реклама од некоја таква градежна фирма која што нуди поволни, идеални услови. Ние не знаеме реално со какви материјали работи, какви луѓе има таму, која им е намерата најчесто на овие фирми, поготово кои што спонзорираат, намерата им е перење на пари преку таков начин. Многу често знам да видам на социјалните мрежи постови каде што имаме таков пример пред неколку дена на вести, имаше дека фасада се откорнала од зграда. Многу луѓе се жалат дека по некое време становите внатре им се оштетуваат. Материјалите се одлепуваат, значи се работи за градење и правење на згради со ефтини материјали, со луѓе кои што немаат поминато од факултет или немаат квалитетно знаење во себе и да знаат да направат нешто квалитетно во тоа што го прават. Порано имало квалитет. Ми излезе една слика од татко ми пред неколку дена на телефон и гледам, баш ми дојде таа мисла, си велам, столчето на кое седи, ќе ви ја покажам таа слика, си велам, толку креативност, толку бавина има во едно обично столче и си размислувам, си викам, луѓето порано граделе кариери во тие области, можеби, меѓутоа работеле макотрпно, се развивале во тие области, работеле со квалитет. Значи не било само ајде да го направам и да го продадам и да го измаскирам со добар маркетинг и да го шитнам на некој, туку луѓето работеле со квалитет како и за се друго, како што зборував и во минатото видео за филмовите. Луѓето се стремеле кон квалитет. Гледате, не било приоритет материјалното. Меѓутоа, да се вратиме на темата, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека овој момент на интернетот и на се поголемиот маркетинг и на се поголемото инволвирање на таа градежна индустрија придонесува тоа да се шири, луѓето несвесно да го поддржуваат, да наоѓаат поволни услови за живење надвор од својот дом, бегајќи од можеби родителите и најблиските, земаат кредити, што е едно друго зло кое што ги прави зависни целиот живот. Поготово таа зависност индицира друга зависност, односно да влегуваат во фирми и компании кои што ќе ги прават зависни од договори и тие преку тие фирми и работни места да не може да ја најдат сопствената среќа, туку да бидат прилагодени на тоа, зацврстени со цел јас да можам кредитот да го отплаќам за станов кој што го купив, кој што впрочем ниту пак вреди толку, ниту пак сме вложиле во нешто што навистина е квалитетно. И од таму, кој ќе го видиме тоа,
ние паралелно сме поддржале едно многу поголемо зло. Затоа што таа градежна индустрија и сите тие нешта кои што се прават со тие нови згради, се користат материјали, се сечат огромни шуми, значи се сече површина во која што претходно построела природа дрвја. Тоа на секој чекор се прави. Нема место, нема локација во која што се правела зграда да не бидат исечени дрвјата. Значи секаде се, затоа што тоа е зло. Позади тоа стои зло и злото сака на индиректен начин, на малку посуптилен начин да прави деградација. Јас имам такво лично искуство, ја ќе ви прикажам слика од пред 2 години на оваа локација од мојот прозор како се гледаше природа, зеленило, мир, никој ниту да поминува, ниту ништо. И еве сега, после 2 години, откако се крена нова зграда, каде што се исекува минимум 10 дрвја. 10 огромни стари дрвја, од лешник до вишна, до, како се вика, калинка, крушка, неколку лешници и буквално се уништи таа хармонија, тој мир. И на ова место сега можеме да видиме стои буквално ѕид кој што воопшто не ти дава никаква инспирација. Еве прам јас од лично моје искуство кажувам и знам дека тоа е така. И не само тоа. Самото тоа што се гради, што се уништува и самото тоа што се користат материјали, поготово големи површини на бетон, сето тоа испушта стакленички гасови, штетни материи, поготово CO2 кое што е најголем уништувач на воздухот, најголем разградувач на таа ултравиолетова заштита која што ни е важна, односно озонскиот слој на земјата. И сето тоа создава стакленичка градина која што нас ни ја одзема, целосно ни одзема заштитата од атмосферата, за да можеме да живееме избалансирано. Сето тоа придонесува да се разградува се повеќе CO2, односно O2, кој што го даваат дрвјата, и самото сечење на дрвјата фактички ни придонесува да CO2, тој штетен газ, повеќе екзистира во нашиот воздух, бидејќи дрвјата имаат капацитет да го апсорбираат CO2 и да ослободуваат O2, односно да ослободуваат кислород кој што нас ни е важен за чистиот воздух. И гледате, кога тоа се сечат шумите, се одзимаат природните уништувачи на загадувачките материи. Значи, дрвото го нема, го сечеме, не може да го абсорбира CO2 штетниот газ и тоа екзистира на земјата. Од друга страна, сечеме шуми, сечеме дрвја, градиме дополнително уништуваме, правиме шут, кој што и тој треба да се разгради, природата да го разгради. Градиме бетон, уништуваме се што е природно и оние мали тревки што се во природата. И на тој начин со таа градба и со користење на вода и на бетон, ние создаваме и спуштаме дополнителни CO2 штетни гасови и тие се повеќе го загадуваат воздухот. Да не заборавиме дека тоа е само од една зграда. А колку само во Скопје се згради, колку ние сме глобално по градовите како човештво реално екзистираме од бетон. Затоа кога ќе отидеме во центарот на Скопје, во момент кога има топлотен бран, таму за дупло повеќе е потопол воздухот, затоа што бетонот нема моќ како земјата да апсорбира топлина. Бетонот е како еден штит кој што го стопира топлото, сонцето, енергијата и ја задржува. И на тој начин ние дополнително чувствуваме дополнителна топла енергија која што впрочем е услов и закана за уште поголемо задржување на таа топола, односно вжештен воздух кој што впрочем е заслуга за тоа ние да имаме топлотни бранови.
Сега, кога сме веќе кај тој момент, ајде да се задржиме малку на објаснувањето на тоа глобално затоплување. Глобално затоплување. Што е глобално затоплување? Значи, тоа е задржување, односно пораст на просечната температура на целокупната земја и со тој пораст на таа зголемена топлотна енергија имаме зголемена концентрација на стакленички гасови, како што спомнав пред малку, CO2. И сето тоа произлегува од неколку видови на аспекти, кои што првиот го спомнав, кој што е најдоминантен. Еве јас тука баш имам зачувано една слика, значи ова е податок од лани, во септември се издадени 296 одобренија за градење, што е за 9,2% помалку во однос на истиот месец од претходната година, соопшти Државниот завод за статистика. Значи ова е податок кој што ни кажува што се прави во Македонија. Значи се прават масовни пари. Тоа е најголемиот проблем затоа што градежната индустрија е најголемиот загадувач на планетата Земја. Затоа го алудирав на него. Со самото тоа, повеќе се испуштаат тие штетни стакленички гасови на CO2, што доведува до на долг рок да се прави штета и дисбаланс на климата. Затоа ги имаме сите овие катастрофи. Затоа во Македонија постојано се создаваат пожари, затоа што вреле воздухот, цува е тревата, тревата не може да задржи зеленило. Тревата се суши и автоматски, тоа е природно. Кај нас, бидејќи екзистира злото на многу вешт начин, преку политичариве и преку тие сите што се наклонети на злото, ќе го стават како најголем фактор човекот, за да можеме сите помеѓу себе да се изедеме, да го окривиме пијаницата кој што запалил трева, а злото има една умешна стратегија да намами човек, да намами група, да направи штета и да ја компензира таа природна катастрофа со човечки фактор. Например, еве сега ние го ставаме фокусот на пијаницата дека тој запалил намерно трева, што можеби запалил што ме пијаница, значи него злото го води. Го води да направи штета и ние мислиме дека човечки фактор и сега се фокусираме на тоа дека сите пожари се подметнати од човечки фактор. Ама чекајте малку, не се само тука, отворете вести во Србија, отворете во Бугарија, отворете Словенија, европските земји, што се случуваше Франција, Полска, тоа беа поплави огромни уништија се, значи цели села. Во Чешка, лани, Велика Британија, Кина, секаде луѓе, сега во Тексас 109 жртви од поплавите. Значи, и тоа деца, кампови таму. Размислете малку дека ова не е баш човечки фактор. Размислете дека овие масовни индустрии прават огромни штети. Ама ние, односно обичниот народ, за да преживее, ќе се вработи во градежна фирма или ќе отвори своја фирма и за пари ќе оди кај некој кој што ќе му даде добра пара и не бира каде работи. Не бира за кого работи, кој му плаќа. Значи не бирам, јас поддржувам зло. Гледате, неосвестеноста за злото придонесува луѓето порано, знаете, многу било поразлично затоа што луѓето биле малку посвесни за злото. Ти си со Библијата или со Куранот и ти се задржуваш за тие духовни вредности. Внимаваш каде одиш, внимаваш да не сгрешиш пред Бога. Луѓето имале повеќе страхопочит. Значи, внимавале сега луѓето едноставно го заборавија Бог. Заборавија дека тој постои и се даваат, како да кажам, етикета на случајноста, на судбината, која што е нивна и не знам, напишана од звездите, и луѓето едноставно заборавија дека постојат духовни закони, постојат нешта кои што треба да ги внимаваме за да не отидеме кон болест, кон пропаст, кон несреќа.
затоа што сето тоа си има последици. Сега има верници, меѓутоа и тие верници се залажуваат со овие современи светски нешта и затоа влегуваат во се поголемо зло. Друга работа, едно друго масовно зло, пластиката, луѓе. Порано, еве јас баш зборував пред некој ден со една блиска личност и велам порано, еве кај баба ми кога бев, знаете, луѓето што живееја малски тука, некој си има дома крави, кози, си произведува домашно млеко и памтам баба ми од месец на месец си плаќа така и некој утре, пример еднаш во неделата ќе дојде и ќе остави млекце во стаклени шишиња. Значи, прашуците за перење беа во торбички. Се произведуваше во стаклени шишиња. Зашто? Затоа што стаклото е многу поинаку за разградување за разлика од пластиката. Пластиката има капацитет да испушта многу штетни гасови, а меѓутоа најлесно се прави, најлесна и затоа што овие што прават огромен профит, има поисплатливо да прават пластични шишиња. Ама не размислуваат дека сите тие пластични шишиња утре самите ќе ги голтаат. Затоа што се оди во природата. Тоа што ќе се разгради во природата, што е масовно ѓубре, значи ние сме најзагадена, не знам, човештво во некога што постоело, значи ако живееме повеќе од 2, 3, 5 милиарди години, ние живееме, јас некогаш си велам, кој знае како е да живееш, да ја почувствуваш планетата Земја, пример во 5 век, кога немало ништо од ова. Можам да замислам само што е тоа. Значи, ние не можеме да почувствуваме што е нормално денеска, затоа што е презагадано. Фирмите, компаниите што прават вакви серијални производи кои што му се, да речеме, неопходни на човекот, од средства за чистење, од паста за заби, од храна, еве грицките ќе ги земам. Ако се сеќавате, порано се беше намерење. Ви текнува, ќе одиме, ќе купиме сончоглед, кикирики, се беше во едни хартиени. Сега, во маркетите, тоа се најголемото современо зло денеска, маркетите се пластифицираат. Сончоглед во пластика и нема живот, таму све е затворено во црно, храната нема ни допир со природа, со воздух, ние буквално се храниме со најтемна енергија, не знам како поинаку да кажам. А плаќаме и нереални цени за тоа. Еве по тој пример ќе видиме, ако порано, не знам, 100-200 грама сончоглед било 20 денари, сега плаќаш 50 денари или не знам, дава мал пример. Значи, целиот тој синџири циклус влече одредени потреби, маркетите да бидат професионални, па мораме ние сега тоа да го скоцкаме да биде квалитетно, супер, и ние не одиме на пазар или на некоја локално место каде што се продава, туку одиме во маркетите, ние ги поддржуваме. Друга работа, пластиката најчесто се прави од нафта и газ. Повторно трошиме на ресурси кои што не се обновливи, ја цицаме природата за да правиме пластика. Со самото користење на тие пластифицирани производи, сето тоа оди во отпад во депонии. Со самото тоа што одат во отпад во депонии, сето тоа се разградува во земјата и правиме дополнително уништување на планетата Земја, а со тоа разградување не уништуваме многу природни бактерии кои што и се потребни на планетата Земја. Од друга страна, самото производство на пластика и превозот, рачунете колкава храна се пренесува преку поморски сообраќај. Сето тоа повторно влече нафта, газ, значи да се користи за транспорт и од друга страна да се емитуваат огромни количини на CO2 и на метан, кои што повторно ја загадуваат земјата. Стаклото, металот, сите тие, не знам, градежни и производи што доаѓаат од маркетите, што доаѓаат од обичните, не знам, индустрии како мебел и така натаму. Сето тоа, па и уништувањето на зградите, значи за да се создаде нова, односно куќите за да се создаде нова зграда, сето тоа создава шут, создава ѓубре, кое што придонесува за глобалното
затоплување, а тој транспорт, бродовите кои што го носат и глобален транспорт на размена на услуги и производи, користат тежок мазут. Тој е најзагаден, најгаден, најштетен газ кој што влијае на тие кисели дождови и на водите. Значи испуштаат гасови во водите, па тука спаѓа и воздушниот сообраќај кој што луѓето денеска го користат буквално како автобуски превоз. А сето тоа испушта гасови и се создава таа штетна стакленичка градина која што потоа ние ја живееме. Нема каде да оди. Сето тоа на сите нас не се враќа. Гледај, човекот додека не се освести за овие нешта, ние ќе си живееме несвесно, ќе си дојдат вака некои несреќи и ќе си речеме, што да правиме да преживееме, некако тоа е, не знам, климатски промени, ќе се прилагодуваме, ќе дојде несреќата, ќе страдаме и потоа ќе помине и ќе заборавиме, како што забораваме и за загадениот воздух во зима, кога ќе дојде зима забораваме за ова што го живееме преку лето. И гледате, човекот се прилагодува, а преку годината си продолжува по старо. Зашто? Затоа што е влезен во злото. Затоа што е влезен во својата фирма. Влезен е во туѓа фирма. Работи, зависе, не плаќа кредити. Значи, гледате, врзан е. Човекот е духовно врзан. Духовно врзан од сите страни и колку и да сака ова да го спречи, не може затоа што му налага што? Страв, му налага несигурност, непозната територија, како ќе преживеам, децата дома ми седат, јас морам да им дадам храна. Како да најдеме ние решение? Веќе го имам и сигурно во многу видеа споменато, тоа е едноставно човекот да се врати кон Бог. Значи, човекот мора да го создаде тој баланс. Океј, работи еден период таму каде што си сега. Работи. Ама ти најди начин да преземеш одговорност и да се избориш за иднината. Ако не за себе, барем иднината за своите деца. Затоа што ако продолжиш и ти вака, ова збориме за секој поединечно. Да не сега овој, не знам, 200-300 луѓе ако допра до ова видео и ќе си речат тие таму. Не, ова е за секој индивидуално кој што го гледа ова видео. Значи, секој индивидуално треба да поработи на тој слободен дух, а слободниот дух ја носи, го носи спознанието за вистината и доближувањето до Бога. Бидејќи ти кога ќе се доближиш до Бога, ти почнуваш да се одврзуваш од стравовите кои што ти ги наметнува светот, вестите, другите луѓе и ти се одвојуваш и почнуваш повеќе да веруваш. Бог ти дава решенија. Кога ти се доближуваш до Бог, без разлика кај да си моментално во кои услови, ти добиваш водство од Него, решенија, увиди, патокази какви избори да направиш и што да направиш во иднина. Значи тој почнува да ти го води животот. А ти кога си наклонет на злото и кога слепо веруваш во луѓе и кога слепо зависиш од луѓе, ти на тој начин не си свесен дека другите луѓе ти го водат животот, ама не само другите луѓе, туку и тие луѓе кои што се наклониле на злото и кои што се дел од зло, автоматски и тебе ти влијаат, бидејќи ти слепо си ги создал нив како богови, автоматски и злото преку нив и тебе на тој начин животот ти го води злото и затоа луѓето се повеќе влегуваат во тоа зло. Затоа велам, враќањето кон Бога ќе создаде малку граница, ние да имаме некоја духовна заштита, но и водство како да направиме правилни избори. Од друга страна не стои процес кој што воопшто нема да биде лесен за излегувањето од тие околности во кои што се наоѓаме. Ние мора да негуваме верба, да растеме, да се поправаме пред Бога. Да видиме, чекај малку, јас имам мани, имам грешки, јас сум наклонет кон зли сили, кон лажни илузии за некои луѓе, кон лажни илузии за некои мои желби, слабости, страсти. На тој начин јас несвесно паѓам на моите слабости, бидејќи свесноста ја немам. Немам свесност дека ова е погрешно. Гледате, кога читаш Библија, ти добиваш
свесност, добиваш согледби каде се може злото да се најде. Ако ти почнеш да живееш покротко, поедноставно да си ги намалиш потребите и материјалното кое што впрочем тоа е духовната суштина, она суштина која што ја почнав со ова видео каде што Бог те доближува до балансот на материјалното и духовното и ти на тој начин полека иташ кон што? Значи кон вистината, внимаваш, се отргнуваш од злото, живееш духовно и на тој начин си го поправаш животот со тоа што имаш поддршка, Божја поддршка. И гледате, ако секој човек вака живее и ако секој човек се врати кон Бога, ние ќе создадеме здраво општество. Здрава клетка. Значи не да се оптужуваат политичари, не знам, луѓе кои што создаваат компании, индустрии од градежништво и ќе се жалиме зашто општеството е труло и зашто системот е катастрофа и не мисли за нас, кога реално ние го поддржуваме сето тоа. Ние ќе земеме кредит и купуваме стан. Ние ќе замижиме на неправдата. Ние ќе отидеме во дискотеката која што не е добра. Ние ќе отидеме во станот кој што е направен од некој масовен инвеститор, односно масовен материјалист инвеститор, на тоа мислев. Ќе го купиме станот и потоа немир, дисхармонија, сме уништиле природа и така натаму и така натаму. Проблемот е кај луѓето. Затоа Библијата вели не се противи на како се вели, на оној што е во општеството водач, затоа што ти си заслужен за тој водач. За да го немаш тој водач, ти лично поправи се. Затоа што ако секој еден од вас, збориме за цел колектив, не збориме значи за некои поединци, јас ти или јас и оној, збориме за секој човек индивидуално. Ако не тргне кон Бога, не мора кон некои енормни знаења, кон Бога да се врати. Кон тоа вредностите во животот да ги поправи, да се поправи себе си од оговарање, од ниски страсти, од површни муабети, од жалење. Значи ние во Скопје нема шанси да отидеш во некој маркет да не чуеш некоја жалопојка. Сега дека тоа не се исцели, значи жалењето и окривувањето на другите. Другиот ми е крив за судбината, затоа што луѓето немаат свесност да ја видат својата слаба страна во која што грешеле. И дури и да им ја преточиш ти, да им ја кажеш, нема да веруваат, едноставно не може да ја види. Бидејќи се дека сам не доеш до тој степен да си ги увидиш своите грешки, ти не можеш да видиш дека некаде грешиш и дека одиш на погрешен пат. Еве пред некој ден читавме на вести дека имаме недостаток на вода. И сега гледајте што се случува. Нас водовод не тера да намалуваме од потребите, од основните потреби, значи за живот, од не знам, ете си имаш дворче, сакаш да го полееш, окей. Сега нас не потиснува да не користиме вода, а каде значи градежната индустрија во која што се користи огромни количини на води. Луѓе, ние не сте ни свесни колку вода треба за тој цемент да се направи, за се она што го прават. Значи и дури за рушењето, јас памтам кога ја рушеа тука зградата, значи цело време со вода прскаа, затоа што да се смири таа прашина. Прехранбената, текстилна индустрија, фармацевска индустрија, не сте ни свесни колку вода трошат тие големи индустрии. Каде е хотелскиот, туристичкиот сектор, кафичите, значи сето тоа миење садови, значи сето тоа се измислени компании, измислени објекти, измислени нешта кои што во склоп за правење на пари, кои што користат огромни количини на вода. За урбани зелени површини кои што ние ги правиме да бидат луксузни и овие луксузни куќи кои што користат современи, не знам, напредни технологии за прскање на тревата, што нема потреба, бидејќи ние ако имаме здрава планета во баланс, вода нема ни да ни биде потребна затоа што ќе си има постојано врнежи.
А на овој начин се е издеградирано, планетата се уништува, од сите страни се влече тој дисбалансиран систем, систем на функционирање и ние користиме повторно вода, значи за тие урбани средини, за таа модерна урбанизација, која ќе видам модерни градинки, модерни училишта, се тоа цел направен бетон, значи се знае училиште што е. Бетон еден обичен, како што ние што сме учеле во минатото, со дрвца наоколу. Сега гледате се прават избетонирано да биде. Ама тоа го прави злото и луѓето се мамат на таа модерна урбанизација, на тој модерен живот и не знаејќи дека сето тоа е масло на злото. Сето тоа е масло на злото. Каде се приватните клиники, козметичките салони, стоматолошките ординации, каде се домакинствата, кога ќе видиме машини за перење, машини за садови. Сето тоа ја цица планетата Земја. Ја исцедува до крајни сили. И ќе дојдеме до момент, еден ден, каде што навистина ќе немаме за да ги задоволиме основните потреби. Ве гледате, тој извор, таа питка вода веќе се истоштува со тоа што луѓето бараат и разладување, ама сите тие луѓе го поддржуваат злото. Бараат разладување, купуваат базени за да полнат, за да го преживеат некако летото. Значи, сите тие се поддржувачи на злото. Еве, кога сме веќе кај тоа, ми излезе едно видео од една девојка на TikTok, наша, не знам од кој дел на ваму пожарите каде што беа деновиве. И го погледнав профилот, не знам, ме натера некоја сила, вајда Бог ме натера за да споделам оваа информација. И гледам, промовира работа од дома, која што буквално е она продажба на форсирање на други луѓе за да купат производ. Значи тоа е едно, ќе збориме за тоа зло во некој од следните видеа. Сакам да кажам дека девојката промовира материјално, промовира зло и се нашла во ситуација во нејзиното поднебје да има пожар и она со апели, со тагување, вели, праќа порака да дојдат луѓето, мештаните на помош за да помагаат, затоа што и прети и неизе буквално домот да и биде изгорен. Тоа кажува дека, гледате, не си свесен дека ти правиш масовна штета и на природата и на другите луѓе и ќе чукне кармата на твоја врата еден ден и после ќе бараш од луѓето на кои што им продаваш лаги да дојдат да ти помогнат. Истото важи за понудата од за пожарникарите. Значи, замислете, необучени млади луѓе, необучени да си пожарникар, треба да поминеш огромна обука. Затоа што таму буквално одиш и си ти прети буквално животот да ти заврши. За некоја си таму, окей, проста сума на пари, а овие зимаат по 1500-2000 евра плата и сега ти, необучен, буквално, да одиш животот во оган да си го ставаш. Значи таму треба да бидеш и свесен, и снаодлив, да ги знаеш сите нешта, предизвици со кои што можеш да се соочиш. А ти неуки, необучени луѓе, млади луѓе поготово кои што едва екзистираат во државата, ти ги ставаш буквално во оган. Ги мамиш со ситна паричка, а ти седиш таму во фотелја и примаш 1500 евра плата. Мислам, гледате, сакам да кажам дека народот буквално го влечат кон смрт, а тие живеат изобилно, значи тие го живеат како кралеви на некој начин и обичниот народ го влечат кон зло. Истото со девојката, не се вложува во нешта. Политиката, парите кои што ние ги даваме како данок, не се вложуваат во нешта кои што ќе придонесат еден вид заштита.
Наместо да се инвестира во компании кои што најчесто се инвестира во странски компании, каде што луѓето влегуваат во нив, обичните граѓани, и стануваат зависни, како не знам Джонсон Мети, некои слични фирми кои што ги прават зависни, влегуваат во зло и се инвестираат уште повеќе такви фирми. И на тој начин потоа политичариве се фалат со сите тие фирми, а всушност сето тоа е дел од зло и инвестирање на пари во нешто што реално е зло, нешто што ќе донесе само повеќе материјализам и повеќе ќе го вовлече општеството во злото. И потоа кога ќе дојде кармата, кога ќе дојде од платата на сметките на планетата Земја, како вакви случаи, немаме пожарникари, немаме доволно услови за тоа да се регулира, да се изгаснат, значи да имаме капацитет, кадар кој што ќе може да биде и обучен, но и спремен со сите материјали, превозни средства, не знам што имаат таму они како ресурси за гаснење на пожари и други слични несреќи и природни катастрофи. Не можеме да се справиме затоа што државата ги вложува парите, буџетот во погрешни нешта. Да не зборуваме сега во тој аспект колку сето ова што се случува нели е последица на неосвестеноста на луѓето и на наша карма. Меѓутоа веќе кога сме кај тоа, ти треба да наоѓаш начини да се справуваш со предизвиците кои што минатото лето ни се случува. Значи ова се нови пожари, нови искуства кои што веќе ги знаеме од претходното лето. Значи ти веќе ако си имал искуство од лани, ти треба да бидеш спремен да создадеш услови за да може државата да се спаси. Ама злото не го сака тоа. Злото многу вешто ги манипулира ваквите водачи да одат кон погрешни насоки, кон погрешни инвестиции, кон погрешни избори кои што само повеќе ќе го вовлечат злото во општеството, а не да го намалат. Затоа што тие не се верници, тие не се библиски ориентирани, тие не се свесни за Бог. Гледате, мислат дека тоа е животот, она што го гледаме. Значи, постоиме како што постоиме, си имаме еден живот и ќе си правам што сакам јас, тоа што мислам дека е правилно и мислам дека со поголем профит и поголеми инвестиции јас ќе донесам многу поголема хармонија во општеството. Уствари ти си ја сгрешил, работата е птен. Затоа што колку што повеќе инвестираш во материјалисти и компании, толку повеќе злото ти екзистира. Затоа имаме толку прекршоци во сообраќај, толку несреќи, затоа што луѓето не се свесни дека злото ги води. Злото им го уништува животот со тоа што ги тера и кон алкохол и кон бегство од проблемите, брз живот, несмирен духовен живот, хаотичен, не знам, брзање, хаотично живење, кое што гледате еден момент и толку е. Значи да крене на 120, 150 во сообраќај, му излезе некој во пресред и толку ти е животот. Или во затвор, или ќе си плаќаш казна. И тоа е една друга гранка на злото, каде што ти екзистирам, значи ем политичариве го вовлекуваат злото, ем луѓето го поддржуваат, ем злото мести сплетки да те докрајчи во такви, да речеме, ситуации, сообраќај или тепачка или нешто, и буквално да си го уништи животот. Ето, тоа е целата суштина, тоа е последицата на човекот кој што е одвоен од Бога. За жал. Луѓето треба да разберат дека недостатокот на духовното знаење и недостатокот на свеста за природата, не мора за некои други аспекти, ама природата, како сите овие нешта влијаат на природата, влијаат на нашето здравје, влијаат на здравјето на нашите деца. Значи се дека се однесува игнорантно, како да природата е нешто туѓо, нешто
што ни е дадено во изобилство, да едноставно можеме да го цицаме до кога сакаме. Како ние да сме богови на земјата. Се дека човекот функционира од тој егоистичен аспект. Се дотогаш нема да може да се освести, да се спречи себе си во деградирањето на истата. Се дотогаш ќе се оптеретува кармички и се дотогаш ќе има се по-вплеткани судбински околности кои што ќе му бидат тешки. Значи се дека вака се однесува, не можеме да видиме ништо добро. Се дека човекот е одвоен од духовното, од Божјото создание, се дотогаш ќе живее со тој егоистичен аспект во себе кој што ќе му вели живеј брзо, живеј како што тебе ти одговара, прави пари, поддржувај материјалисти, шири го злото. Односно, они не се ни свесни за злото, тоа е најголемиот момент, бидејќи ти ако си свесен на злото, ќе внимаваш. Ако си свесен за Бога, ќе имаш страхопочит и нема се да правиш. Нема се што ќе ти текне да правиш. Значи ќе правиш оно што е богоугодно. И се дека овој момент не се освести кај луѓето, ќе има многу страдања. Ќе доаѓаат вака на 2-3 месеци периоди каде што колективот ќе мора да се соочи со кармата, со последиците од своето духовно незнаење, од собственото духовно труло живење, од поддржувањето на злото, од работењето за злото и ќе се соочува со страдања кои што во тие моменти ќе го бара Бог. И јас често можам да видам во тие објави каде што ќе се сподели таа вест за некое ново негативно страдање и искуство и луѓето, Боже помогни, Бог е голем, Бог спаси не, Бог ќе не заштити не, значи се мола. Не можеме, едноставно не можеме така да функционираме. Не функционираат така нештата. Јасно Бог кажува во Библијата дека ако ти грешиш и ако не живееш богоугодно и ако си спротивен од законот, ти ќе се соочиш со казната и тоа се казни. Без разлика дали се работи за поединец каде што доаѓа несреќа во нечи човечки живот, физичка или од аспект на болест или несреќа или некоја судбина, или како колектив кога еве се случуваат вакви нешта каде што сите луѓе страдаат. Гледате, сите луѓе страдаат. И во тие моменти тоа се, како да кажеме, казната од Бога. Значи, казната која што ние самите си ја направивме. И во тие моменти треба да се освестуваме и да се враќаме кон Бог. А не потоа да молиме ние Бог да не спаси, потоа да си продолжиме по старо и ние потоа во наследното, не знам, некоја следна несреќа, каде што цел колектив ќе пати, а верувајте ми, секој дом, еве, кој ќе се случи некоја несреќа, јас приметувам надвор, како да паднала бомба во атмосферата, буквално така се осеќа. Еве, кога беше случајот со Кочани, 2 недели, значи како буквално не можеш никој ниту да се насмее. Не можеш да се насмееш затоа што е срамото да се насмееш на ваква несреќа. Гледате, сите колективно сме завиени во црно. Ако не се освестиме тука и ако не се поправиме после такви некои големи страдања, нас не прети поголемо страдање, бидејќи Бог така функционира. Ако ти не ја научиш лекцијата на овој начин, ќе ти донесам уште поголеми несреќи, за да мораш ти да се спречиш. Бидејќи ако ти не се спречиш со начинот на живење, ќе морам да те спречам во твојот приватен живот да имаш страдање. И затоа доаѓа до многу индивидуални големи страдања. Ама за да не дојде до нив, затоа Бог направил нешто, односно дал нешто, односно преку добрите луѓе кои што живееле за Бога, создале некакво наследство духовно од кое што ние можеме да учиме. Тоа е Библијата. Еве јас ќе прочитам дел од Библијата, која што ќе го надополни сето ова што го зборував до сега. Во Исаија, во делот на 31 глава, вели, вратете се кај Господ. Исаија вели,
Обратете се кон оној од кого толку сте отстапиле. Во тој ден, секој човек ќе ги отфрли своите сребрени и златни идоли, што рацете ваши ги направија за грев. А Јашур ќе падне не од човечки меч, нема човечки меч да го премавне, тој ќе избега од мечот, но младината негова ќе плаќа данок. Ашур метафорично е денеска некој материјалист или денешните луѓе кои што се дел од материјалистите или кои што ги поддржуваат материјалистите, вели нема човечки меч, можеби, значи нема да умрат од луѓето, можеби нема да ја видат сега лошата судбина, иако секој го стигнува на крај лошата судбина, ако не во овој живот, во следниот сигурно, меѓутоа младината негова ќе плаќа данок, што значи дека најмилото ќе ти го живее она што ти си го создавал. Гледате, колкава мудрост има во самата Библија. Колкава метафора можеме да примениме од тие случувања со денешните случувања, затоа што законот е ист. Законот е ист. Казна. Сега тука се обраќа на ерусалимските жени, меѓутоа ова е многу убав дел кој што кажува за сите нас како народ. Вели жени безгрижни, еве ние можеме да го преведеме како луѓе безгрижни. Застанете, чујте го гласот